Од среда веројатно ќе нема леп. Пекарите се заканија, ако владата ја замрзне цената на белиот и на полубелиот леп на 33 денари, ќе запреме со производство на се. Се жала дека и досега работеле со загуби и дека наместо надлежните да им помогнат ги туркаат во бездна. Дента која ќе излезе одлуката за замрзнување на цените, во службен вестник од наредниот ден нема да се произведува леп и да се носи на пазарот. Но ако сакаме да имаме социјална цена, социјален леп со една цена на пазарот, значи тоа мора некако владата да субвенционира. Ние не можеме да бидеме општествени одговорни компании кои ќе идат во загуба. Од пекарската индустрија се жала дека од почетокот на кризата владата постојано носи па повлекува мерки, ограничени маржи, субвенционирана струја за мрзнати цени и дека тие повеќе не може да го издржат притисокот. Таа мерка ќе им донесе на пекарите штета и ќе ги донесе до идно затварање. Штетата би изнесувала во зависност од индустријските пекари од големината, би изнесувала од 3 до 15.000 евра на ден. И брашното и пшеницата дојдоа пред нова година и после нова година до 25 денари. Значи, еден месец е пројден од тогаш. Не може да се носат едностранни мерки без да се разговара со индустријата дека од утре ќе биде така. Инаку во саботата министерот за економија Крешник Бектеши најави дека од 1 март ќе биде замрзната цената на лебот на 33 денари. Мерката е на предлог на Министерството за економија поради тоа што анализите покажале дека голем дел од компаниите за прехранбените производи кои добиваа субвенционирана струја не ги намалиле цените на производите и по 3 месеци. Конечната одлука треба да ја донесе владата на утрешната седница.